Од околу 70% испитани фарми во Македонија, само 3% го задоволуваат потребниот квалитет на млекото од аспект на вкупен број на бактерии, доколку до крајот на 2020 фермерите не ја испочитуваат законската регулатива за бројот на бактерии. Тие нема да можат повеќе да го предаваат млекото. За да го подобрите квалитетот на млекото, многу фактори се битни. Значи, одгледувањето на животното, фармата, значи начинот на молзење, хигиената на фарма, хигиената на молзење, опрема за ладење, значи едукацијата, познавање. Вината зошто не е подобрен квалитетот на млекото кај не се гледа кај млекарниците кои што не плаќаат повеќе за поквалитетно млеко и кај тоа што исто така нема повисоко субвенционирање за повисок квалитет на млеко. Можда е најдобро државата да организира една лабораторија со мрежа на контрола, со воспоставување на еден систем, интегриран систем за анализа и контрола на млекото и на тој начин и млекарниците таквите резултати од анализите да може да ги користи и соодветно да ги награди фармерите. Работилница на оваа тема се одржа во прилеп организирана од Лак Агролидер како дел од проектот подобрување на продуктивноста и успехот на пазарот на македонските земјоделци. Се уште имаме традиционален начин на производство, а следејќи ги европски стандардите на Европската унија треба да преминеме кон модернизација на нашите фарми до прогресивен начин на производство со цел да имаат и самите млекопроизводители подобра економска одржливост од она што го работат. Доколку не се модернизираат фармите во иднина, постои страф од нивно комплетно затворање. Ден во ден гледаме дека популацијата се е постара во делот на сточарството, младите се одселуваат, доаѓа до онаа ситуација каде што голем дел од земјоделските стопанства се на една раскрсница или ќе вложат во нова технологија која што ќе ја замени овој проблем на работна сила или пак ќе ги затворат земјоделските стопанства поради неможност понатаму да ги менаџираат. Без поголема соработка во иднина помеѓу државата, фермерите и млекарниците, млекопроизводството ќе нема светла иднина.